Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. ФИФА ги одреди шеширите од кои во петок ќе се излекуваат групите за светското првенство во Бразил 2014 година. Во првиот шешир се наоѓаат домаќинот Бразил и првите 7 репрезентации на листата на ФИФА. Останалите шешири се составени по географски принцип, така што во вториот шешир се тимови од Јужна Америка и Африка, во третиот од Азија и Конкакаф зоната, додека во четвртиот се европските репрезентации. Бидејќи Европа има 9 представници, а Јужна Америка и Африка 7, една европска репрезентација ќе биде сместена во вториот шешир, па така во првиот шешир се Бразил, Аргентина, Колумбија, Уругвај, Белгија, Германија, Шпанија и Швајцарија. Во вториот шешир се Алжир, Камерун, брегот на слонова коска, Гана, Нигерија, Чиле и Еквадор. Во третиот шешир се Австралија, Иран, Јапонија, Јужна Кореја, Коста-Рика, Хондурас, Мексико и Соединените американски држави. И во четвртиот шешир се Босна и Херцеговина, Хрватска, Англија, Франција, Грција, Италија, Холандија, Португалија и Русија. Еден од најдобрите фудбалери на екипата од Торино, чилијанецот Артуро Видал, беше наметен на гигантите од европскиот фудбал, мадридски Реал и актуелниот шампион на Европа Бајер од Минхен. Меѓутоа од тоа најверојатно нема да биде ништо. Видал ја продолжи верноста кон старата дама до 2017 година. Од доаѓањето во Јувентус од Бајер од Леверкузен во 2011 година, играчот за врска пружи одлични партии и стана еден од милениците на наивачите. Со клубот освои 2 титули шампион на Италија, како и 2 суперкупа. Собра преку 100 настапи и постигна 32 гола. Барселона го загуби првиот надпревар во Премиера лигата оваа сезона од Атлетик Билбао со 1:0 во последното коло од Шпанската лига, но го загуби и Андрес Иниеста, еден од најдобрите играчи за врска во светот. Тој го повреди бутниот мускул на левата нога на надпреварот во Баскија и тоа беше причина да ја напушти играта пред истекувањето на 90-те минути. За сега не е познато колку е тешка повредата на шпанскиот репрезентативец, кој речиси сигурно ќе го пропушти надпреварот од Кралскиот куп против Картагена во петок. Иниеста е последен во низата на играчи кои заработија повреда, а им се приклучи на Меси, Виктор Валдес, Дани Алвес, Жорди Алба и Карлос Пујол. Во NBA лигата синоќа се одиграа 7 средби. Надпреварот помеѓу Филаделфија и Орландо ќе остане запишан во историјата на NBA лигата како прв надпревар на кој двајца дебитанти успеале да остварат трипл-дабл учинок. Тоа им поде одрака на Майкл Картер Вилијамс и Виктор Оладипо, а Филаделфија победи со 126-125 по 2 продолженија. Картер Вилијамс заврши со 27 поени, 12 скока и 10 асистенции, додека Оладипо имаше 26 поени и по 10 скока и асистенции. Личен рекорд постигна и Арон Афало од Орландо со 43 поени, како и крилниот центар на гостите Глен Дејвис, кој постигна 33 коша. Кај 76-ките Тадеус Јанг даде 25 поени и 12 скока, а Еван Тарнер постигна 24 поени. Детройт успе да ја прекине низата на Мајами Хит од 10 победи поред, заближувајќи победа на гости со 107-97. Синглер со 18 поени беше најдобар кај Детройт, а кај Мајами, за кои не настапи Двејн Вейд, Леброн Џејмс и Мајкл Бизли постигнаа по 23 коша. Оклахома со победата од 97-95 над Сакраменто стигна до 8-та победа поред. Дурен со 27 поени и 11 скока беше лидер на гостите, додека Аизеа Томас со 24 поени ги предводеше кралевите. Нов пораз синоќа забележа тимот на Џейсон Кит, Бруклин Нетс, кои на свој терен беа поразени од Денвер со 111-87. За вечерва 8 средби на програмата во NBA лигата. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија.